Во пресред на патрониот празник на манастирскиот комплекс Свети Константин и Елена, кој е и патронен празник на Вратница, вчера во Тетово активисти на невладината организација МАЦ делеа специјално подготвени телевизиски DVD седиња кои се вградени во програмата и во активностите на оваа невладина организација, која е една од најмасовните од ваков вид во Република Македонија. Со овој вид скромни подароци пријатно беа изненадени голем број случајни минувачи низ улиците на Тетово, кои изразија посебна благодарност на мощна и успешната идеја на невладината организација МАЦ. Потоа активисти на споменатата невладина организација го посетија манастирот Свети Константин и Елена во подлјуботенското село Вратница, каде ја продолжија презентацијата на изработеното DVD, посветено исклучиво на ова православно древно светилиште. Покрај содржини за историјатот на овој древен манастир, кој повеќе пати бил сквернавен и уриван, а пред 2 години целосно возобновен со донација од верниците, а осветен од неговото високо преосвещено митрополитот Полошко-Кумановски, господин Кирил, сега покоен, кој е иницијатор за неговото возобновување. Со цел промовирање на приубавите верски објекти во Полошкиот регион, невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ во пресред на 3 јуни, празникот посветен на Свети цар Константин и царица Елена во Вратница, го промовира DVD CD-то посветено за овој манастир во Вратница. Самата местоположба на овој манастир придонесува за атрактивност на истата, од каде секој добронамерен посетител може да го почувствува допирот на небото, духовниот мир, и допирот на земјата, природниот мир. Во ова промотивно DVD CD се содржани и стручни наоди и видувања на историчарите, ентузијастите, како и на помагателите, меѓу кои доминираат митрополитот господин Кирил, сега покоен, кој со право вратничани го нарекуваат пастир на Вратница. Тетовското архиерејско наместништво со тогаш предводено од протаставрофор Мирко Станковски, од нашинците во диаспората и од местното население, од Вратница и од други подлјуботенски села, од Тетово, Скопје и од други места на Македонија. Невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ прави промоција на Вратничкиот манастир. Во тој контекст сакам да ви подариме едно CD од Вратничкиот манастир како документарец. Поведете. Фала многу. Јас сум исто донатор на тој манастир и мило ми е што сум свој меѓу своите. После 46 години. Мило ми. Али секој пат сум ја овде вратничанин. Господ нека е со вас. За манастирот многу сум воодушевен. Предпрошла година свечено беше прославен отворање на манастирот. Нешто најубаво во Вратница што се случило до сега. Утре е Костануан, утре сите ќе бидеме тамо исто да прославуваме секоја година за Костануан во манастирот. Ова православно светилиште ете ви подарува еден скромен подарок за трајно сеќавање. Многу убаво, тоа ќе остане историски за Вратница. Со сите сме во Вратница, ни се надевам дека поиќе ќе дојде лето во вратничани што се во Америка. Лето, обично секој лето, во април, од април до новембар, многу не има тука вратени, а некој и за стално има, се враќа, па нарочито и за мене, посебно да кажам за мене, се надевам еден ден да останем за стално тука. Запознаен сам доста со невладината организација и просперитетна е. Во Македонија тоа е многу потребно. Многу организации во Вратница, како господинот Веле Богатиновски, организатор е голем, многу време донира за Вратница и за невладината организација. Јас би кажал, со задоволство го примам, бидејќи јас сум вратничанец, потекнувам. На тоа место сум се соживил, имало порано едно мало црквиче, кој што го уништија за времето на комунизмот. Тамо копа руда некоја вадеа и правеа некои хемиски работи. И сум толку среќен што на тоа место поново никна еден манастир за нашето село Вратница.
Ова сум ви заблагодарен ова невладина организација што ми го подаривте CD-то. Јас сум многу задоволен и многу ми е чеф што го добив ова CD, бидејќи тука сум врзан со оваа вратница. Секогаш вратница е за мене, мислам, нема друго место побаво. Не би се откажал, не знам каде. И никогаш не би го дал за никакви пари.